Добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Cybershift, вашиот информатор за актуелните случувања во полето на науката и технологијата. Останете со нас, продолжуваме веднаш по краткиот джингл. Apple веројатно конечно ќе престане да им дава нумерички имиња на своите паметни телефони, или барем тоа ќе се случи со новиот 4-инчен iPhone, кој треба да биде представен на јавноста овој месец на специјалната презентација. Apple подолго време размислуваше кое е идеалното време за да ја одржи првата голема промоција оваа година и најверојатно конечно го одреди 21 март, понеделник, како датум кој ќе ги открие сите нови производи. На Apple шоуто во Калифорнија се очекува да биде откриен iPhone SE, кој ќе биде враќање на 4-инчниот дисплеј со дизајн кој ќе потсетува на iPhone 5S, но со неколку подобрувања како вграден Touch Force, дисплеј осетлив на различен степен на притисок, скенер за отпечатоци, NFC мобилни плаќања и подобрена камера. Најбрзиот телефон на светот, премиум моделот Xperia X Performance, наскоро ќе биде пуштен во продажба. Sony има за цел да понудат максимални перформанси по прифатлива цена. Да слушнеме повеќе за спецификациите на овој уред. На самиот почеток на 2016 година Sony презентираше 3 нови телефони кои навистина вредат за нашето внимание. Еден од нив е премиум моделот Xperia X Performance. Станува збор за уред кој ќе започне да се продава дури во јуни оваа година, а целта е да се понудат максимални перформанси по прифатлива цена. За сега телефонот е планирано да се продава во Азија и САД, а се уште немаме информации дали воопшто ќе дојде во Европа. Телефонот ви нуди 5-инчен екран на допир со Full HD резолуција, од 1920 на 1080 пиксели, дополнети со претпознатливиот Sony дизајн кој е сличен на Xperia Z5. За перформансите се грижи моќниот quad-core Snapdragon 820 процесор, дополнет со 4 GB RAM. Иако овие спецификации ги поседува и Galaxy S7, сепак неговиот екран е со повисока резолуција, што значи дека теоретски перформансите би биле пониски. На задната страна добиваме 23 мегапикселна камера со Sony Exmor RS сензор и LED Blitz, меморија од 32 GB и скенер на отпечатоци на десната страна. Цената е планирано да биде околу $500. Производителот CAT, кој е познат по своите супер издржливи смартфони, изненади со првиот смартфон со термална камера, односно камера која ќе ја отчитува топлината. CAT е познат по своите супер издржливи смартфони кои може да издржат екстремни услови, но сега воведе многу интересен новитет кај моделот CAT S60, кој располага со првата вградена топлинска или термална камера, изработена од FLIR. Овој додаток функционира совршено и многу прецизно ја отчитува топлината, па наједноставен начин е да направите слика преку камерата на CAT S60 на вашето тело и ќе забележите различни знаци на отчитување на топлина. CAT S60 исто така нуди супер цврст дизајн со водоотпорен воен Mil-Spec 810G сертификат за целосно потопување во вода. Има 4,7-инчен HD дисплеј, 8-јадрен Snapdragon 817 процесор, 3 GB RAM, 32 GB меморија, 4G LTE конекција, 13 мегапикселна камера и Android 6.0 Marshmallow оперативен систем. Неговата цена ќе изнесува €649. Mastercard ќе воведе пилот проект наречен Selfie Pay. Станува збор за мобилно плаќање преку препознавање на лице, со кое ќе се подобри проверката на идентитетот при плаќање со мобилен телефон. Mastercard планира да воведе мобилно плаќање преку препознавање на лице наречено Selfie Pay, со кое ќе се подобри проверката на идентитетот при плаќање со мобилен телефон. Пилот проектот од ваков вид на плаќање ќе биде воведен во Велика Британија откако ќе биде достапен во Америка и Холандија. Тамошните купувачи имаат можност преку скенирање на отпечатоците од прстот или фотографија од лицето на мобилниот телефон, така наречено селфи, со кое би го потврдиле идентитетот, да плаќаат трансакции, односно Mastercard селфи.
Откако ќе се заврши пилот фазата во овие 3 држави, Mastercard услугите планираат да бидат понудени во уште 14 држави во текот на ова лето. Оваа компанија инвестира во развој на нови технологии, кои би требало да ја подобрат верификацијата на идентитетот за време на плаќање со мобилни телефони и останати преносни уреди. Microsoft представи нова апликација за Android, наречена Hub Keyboard, која ќе им овозможи брз пристап на корисниците до Office датотеки. Hub Keyboard им овозможува брз пристап на корисниците до Office датотеки, контакти, алатки за превод и локални клипборди. На врвот на тастатурата има икона која ќе им овозможи собирање на информации за телефонот, без потреба за отварање на дополнителни апликации. Со клик на копчето за контакти ќе овозможи пребарување на вашите пријатели и спремање на нивниот контакт и број во документ, додека копчето за превод ќе овозможи пишување на еден јазик и автоматски превод на друг јазик. Hub Keyboard апликацијата е креирана од Microsoft Garage екипата, која работи на експериментални идеи со вештачка интелигенција. Апликацијата за Android може бесплатно да ја преземете. Facebook повторно со новитет. Вие представуваме камерата за роден ден, која на корисниците им овозможува да снимаат видео до 15 секунди, во кое ќе можат да им посакаат среќен роден ден на своите пријатели. Facebook повторно подготвува изненадување, со кое на своите корисници ќе им дозволи на некој друг да му честитаат роден ден преку видео, а не само со порака. Друштвената мрежа ја представи камерата за роден ден, која на корисниците им овозможува да снимаат видео од 15 секунди, во кое ќе можат да им посакаат среќен роден ден на своите пријатели. Ова видео ќе може да го објавите на нивната страна. Сервисот засега е достапен само за iOS уредите, а наскоро оваа можност ќе ја добијат и Android корисниците. Доколку некој ваш пријател има роден ден, можете да ја пробате новата апликација. Представен е првиот паметен телефон во светот кој има процесор со 10 јадра. Запознајте го Speed 8. На MWC сајмот во Барселона компанијата Zopo го представи новиот модел на паметен телефон под називот Speed 8. Станува збор за првиот телефон на светот со 10 јадрен процесор и како таков секако дека заслужува внимание. Телефонот работи на MediaTek Helio X20 чипсет, првиот 10 јадрен чип кој е вграден во паметен телефон. Тука е Full HD екранот со големина од 5,5 инчи, 4 GB RAM меморија и 32 GB интерна меморија. Камерата има 21 мегапиксел, а предната камера доаѓа со 8 мегапиксели. Уредот исто така доаѓа со USB Type-C порт и скенер за отпечатоци на прсти. Speed 8, паметниот телефон со одлични карактеристики, поддржува и 4G мрежа. Освен тоа што доаѓа со одличен хардвер, овој телефон работи на оперативниот систем Android 6 Marshmallow. Доколку некогаш сте се запрашале зошто копчињата за буквите Ф и Ј на тастатурата имаат мало испакнување, ние ќе ви го дадеме одговорот. Дали некогаш сте се запрашале зошто копчињата за буквите Ф и Ј на тастатурите имаат мало испакнување? Решението е многу едноставно. Испакнувањето на овие копчиња всушност се од помош за корисниците, за да полесно знаат како да ги позиционираат прстите на тастатурата. Доколку показалецот на левата рака го ставите на Ф, а оној од десната на Ј, тогаш останатите прсти можете да ги позиционирате на буквите Д, С, А, односно на К, Л и Ч, додека палците на Space. Сето тоа е полесно користење на тастатурата, односно помага да пишувате полесно, без да мора да гледате во тастатурата. Испакнувањето го измислила и патентирала Џуни Ботич, а тоа го направила за да ја подобри брзината и точноста кај корисниците на тастатурата. На кошмарот наречен сметки за струја, конечно му се гледа крајот. Со овој прототип на електричен хибриден велосипед може да се напојува вашата куќа со електрична енергија за период од 24 часа.
Сметките за струја се кошмар за многобројни домаќинства. Меѓутоа, сосема е можно дека луѓето наскоро ќе им речат збогум. Направен е прототип на велосипед кој може да ја напојува вашата куќа за период од 24 часа. Доволно е да вежбате на него 1 час дневно и да уживате во полезноста на бесплатната енергија која ќе ги напојува сите уреди во вашиот дом. Овој изум се вика електричен хибриден велосипед и произведува бесплатна електрична енергија. Го произвел тим од луѓе кои ги собрал и финансирал Маној Баргава, милиардер кој се заклонал дека 90% од своето богатство ќе го потроши за истражување и хуманитарни организации. Велосипедот има потенцијал да им помогне на 1,3 милиарди луѓе што ден денес во 21 век немаат електрична енергија. Маној планира да донира 10.000 вакви велосипеди во Индија в година. Овој фантастичен изум ќе ги реши сите проблеми на современото општество, снабдување со електрична енергија, финансиите кои се потребни за електрична енергија и ќе ги натера луѓето да се придвижат и вежбаат секојдневно, а при тоа да прават нешто корисно. Samsung го реши проблемот со недостатокот на простор за складирање на податоци на паметните телефони. Ви го најавуваме супер големиот флеш чип со капацитет од 256 гигабајти. Еден од главните недостатоци кај поновите смартфони, а особено оние што немаат слот за microSD картичка, е недостатокот на простор за складирање на податоци. Проблемот само се продлабочи со можностите за снимање на 4K видео, која зема многу простор. Samsung има решение за тоа. Супер голем флеш чип со 256 гигабајти капацитет. Новиот флеш чип е изработен по Universal Flash Storage стандардот и покрај тоа што има можност за поголем капацитет од досегашните вакви чипови, има и многу повисоки брзини на вчитување и впишување. Всушност, брзината на вчитување, онаа што е важна за побрзо лансирање на апликациите, изнесува 850 мегабајти во секунда, што е побрзо од стандардните SSD-а, кои се поврзуваат преку SATA интерфејс. Брзината на впишување пак е пониска, 250 мегабајти во секунда, но и тоа е многу повеќе од доволно за впишување на 4K видео директно на чипот. Според Samsung, новиот флеш чип ќе им овозможи на корисниците безгрижно да снимаат 4K видеа на своите смартфони, но гумина досега не се ни осмелуваат да го направат тоа поради малиот капацитет на чиповите. Исто така, благодарение на високата брзина на вчитување на датотеките, префрлањето преку USB поврзување на компјутерот ќе биде многу побрзо отколку што е случајот со актуелните смартфони. Поголем простор за складирање податоци во смартфоните во наредниве неколку години ќе стане уште повеќе потребен. Виртуелните видеа пак се поголеми од 4K видеата, а исто особено важни и за игрите. Производството на новиот флеш чип на Samsung со капацитет од 256 гигабајти е веќе започнато, па очекувајте да се појави во паметните телефони и таблети од високите класи, како на пример Samsung Galaxy, iPhone 6 или iPad Pro. Facebook веќе тестира надвор од виртуелната реалност. Марк Цукерберг минатата недела објави дека веќе работат на тестови за платформата. Марк Цукерберг е обседнат со стримовите во живо и поради ова социјалната мрежа го прави стримот приоритет, јави Recode. Интересот за стрим не е ексклузивитет на Facebook, но социјалната мрежа наскоро ќе има на интересната предност Oculus Rift, доколку социјалната мрежа некако успее да овозможи стрим во живо во виртуелната реалност, ќе има навистина голема предност пред останатите. Господин Цукерберг минатата недела објави дека веќе работат на тестови за платформата и веќе се подготвени да започнат да го презентираат лайв на Android корисниците во 30 држави. Навистина сме возбудени што луѓето го прифаќаат новиот формат, а ние работиме да им биде достапен на повеќе луѓе низ целиот свет. Велат од Facebook, кои новиот формат ќе го представуваат преку мобилната апликација, што не би требало да биде изненадување со оглед на тоа дека мобилната верзија се приближува до милиарди корисници. Тоа беше се што ви припремивме за денес. Се гледаме со нови интересни содржини за една седмица. Довидување!